некој мора да заработува многу поголеми пари за да може да си ги дозволи тие плати. Па така и работникот влегува во еден лажен свет на поголеми плати за да може да го преживее своето секојдневие, но и директорот влегува во една илузија на зголемување на цените на производите и услугите за да може да си ги плати своите вработени, не согледувајќи дека сето тоа доаѓа од една повисока духовна сила, сатанска сила, која што вешто ги плете овие нешта за да може во општеството да се наметне еден скап живот, кој што ќе придонесе од сите агли на општеството да се вмрежува таа се поголема и се поголема намера за материјалистички живот, за услуги, за производи, за консумеризам, кој што човекот ќе го доведе до на некој начин се залаже дека платата му е неопходна да ја зима, работата му е неопходна да ја работи, за да може да си ги дозволи сите овие нешта кои што навидум не може без нив да преживеа. И доаѓаме до момент што човекот, не знаејќи за сите тие нешта по кои што е замајан, всушност влегол во самата игра на сатаната. Секој човек знае дека на времето пред да се развие ова современо цивилизирано општество, луѓето преживувале со помош на Божја рака, со помош на вера, со помош на не ја знам иднината, непозната ми е, ама ќе преживеам. Ќе се снајдам, ќе дадам жито, ќе дадам вреќа ориз, ќе разменам со некое животно. Значи, луѓето се снаоѓале со помош на духовна помош на некој начин, преживувале како што знаеле, умееле, можеби немале вера, ама на крајот секогаш биле нахранети, секогаш им биле задоволени основните потреби. Можеби во минатото било тоа многу потешко, каде што имало многу поголема сиромаштија, меѓутоа нештата се одвивале така и луѓето на некој начин преживувале, се снаоѓале. И на крај крајава едни помеѓу други на крајот си помагале. Значи имало социјален, хуман аспект на човештвото во кој што дури најсиромашните биле потпомогнати од овие кои што биле, да кажеме, кои што стоеле подобро на своите нозе. Сето тоа кажува за едно време кое што луѓето го немале овој наметнат начин на живење, на цивилизиран начин на живење, кој што ги притиска да влегуваат во некои замислени, измислени, општо наметнати правила на живење, патувања, хотели, ресторани, кафичи, не знам, молови, кина, бутици, маркети, се она што е некако измислено од човекот. Значи што не е дел од природата, што не е дел од едноставниот начин на живење, што не е дел од домот, што не е дел од дворот и така натаму.